Изненаденост, но и вознемиреност во дел од политичките кругови во земјава предизвика најновата извршна наредба на американскиот претседател Џо Бајден која се однесува на Западен Балкан. Со овој документ САД официјално ја проширија и како што се наведува ја модернизираа листата со додавање на Преспанскиот договор. Вашингтон всушност го продлабочи опфатот на санкции против лица и субјекти кои се противат на договорот со Грција, со кој во 2018-та се стави крај на деценискиот спор за името. Влијанието на ваквата одлука е сериозна ако се има предвид дека одредени политички структури во земјава, вклучувајќи и најголемата опозицијска партија, јасно кажаа дека не го прифаќаат Преспанскиот договор. Денешните изјави од ВМРО ДПМН беа во најмала рака нејасни. ВМРО ДПМН не учествуваше во подготовката на Преспанскиот договор, ниту во неговата имплементација, но ние сме легалисти и единствено тој начин ќе го почитуваме како однос кон овој договор. Она што ни е особено важно е да се почитува волјата на народот. Волјата на народот се изразува на избори и изборните резултати ќе ја покажат волјата на народот и односот на народот кон секое прашање, вклучително и ова. Левица пак останува конзистентна, се противи на Преспанскиот и на Охридскиот договор. Извршната наредба на Бајден за санкции на сите субјекти кои се против Охридскиот и Преспанскиот договор е дел од империјалистичката надворешна политика на САД која оперира со притисок, санкции, закани и војни интервенции, насилничка политика. Левица ќе продолжи да се спротивстава на сите штетни политики и договори кои се против националните интереси воспоставени уште од даснам, се вели во соопштението на партијата. Владата вели дека ова е јасна порака од стратешкиот партнер на Северна Македонија САД за сите оние кои ги блокираат процесите во земјата. Граѓаните на Република Северна Македонија цврсто се одлучија да застанат и зад Охридскиот и зад Преспанскиот договор и тоа се темелите на овој нов пат, на ова модерно општество, трансформирано по европски терк со стабилни меѓуетнички односи, ориентирано кон развој, напредок, интеграции и мислам дека ова порака за сите оние кои што ги блокираат или сакаат да ги блокираат и кочат сите процеси во државата. Во наредбата на Бајден, која е на дополнување на документите донесени во 2001 покрај оние што не го почитуваат Преспанскиот и Охридскиот договор, подложни на санкции ќе бидат сите кои ја подриваат стабилноста и безбедноста на регионот, сериозно ги кршат човековите права и учествуваат во коруптивни процеси. Американската администрација, како што се вели во соопштението на Белата куќа, ќе продолжи да се справува со предизвиците во овој регион. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.